أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن حرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أما بعد. Благодарноста, славата неизмерна му припаѓа само на Аллах Джелле Джелалуху, во чии раце е животот и смртта на сите створенија. Господарот со сите созданија, управителот со сите појави. Салават и селам, мир и спас и благослов врз неговиот пејгамбер и миленик Мухаммед ибн Абдилlah саллаллаху алейхи وسلم. Пејгамбер саллаллаху таала алейхи وسلم објаснува дека во оваа вера постојат три вида на прописи. Три вида на прописи. Во хадисот Нуъман ибн Башир радијаллаху анху قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. Rekao Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, navistina halalot je jasan i objasnit. I navistina je haramot je jasan i objasnit. Znači prvi nešto во верава се халалите кои се јасни како сонце среде ден, и харамот е јасен. И трети видови на нешта во верава обејнехума умурун муштабихат. Меѓутоа, меѓу халалот и харамот постојат некои нешта кои се сомнителни. Овие сомнителни нешта, за нив треба човек да се обрати кај учен човек. Овие сомнителни работи кои ќе дојдат, човекот треба да ги избегнува. Бидејќи فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Овој кој ќе падне во сомнежи, во тие сомнителни нешта кои не се јасни, فقد وقع في الحرام, тој падна во харам. Вели Пејгамбер саллаллаху карраи, како овчарот кој чува, кој го пасе своето стадо покрај некоја забранета зона. Не се знае во кој момент може да му избега некоја овца во тој харам, во таа забранета зона. Така и верникот не знае која сомнителна работа може да му уништи неговата вера. Пошто халалот е објаснет и харамот е објаснет, остануваат сомнителните работи, останува сомнежот во вера, за кој е најопасен. Вели Пејгамбер саллаллаху јати шејтан иля ахадикум, шејтан ви доаѓа кај некој од вас и му вели мен халека хада, кој го создал ова? Кој го создал она? Дури на крај ќе му рече о мен халека Аллах. И кој го создал Аллах? И човекот веднаш паѓа во сомнеж. Веднаш човекот почнува да се раѓа кај него дилема, сомнение. Кој го создал ова, кој го создал ова, кој го создал, и на крај ти вели, а кој го создал Аллах? И ти почнуваш со својот ум, краткотраен ум, ограничен ум, да влегуваш
neuzubila, i da izlaš od tim. Zato ove somnitelni raboti su mnogo opasni u vjera. I somnežet je opasan. Zamisli ako čovjek počne da se somneva o svoja žena. Što može da se sluči? Što može da se sluči ako gazdata počne da se somneva o svoj rabotnik? Učitelj o svoj učenik. I toga je nastanuo haos. I zato Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadis Tirmizi: "Da ma la yuribak ila ma yuribak." Da ma yuribak ila ma la yuribak. Svaki put ova pravilo vjera, v onovo što se somnavaš, ostavi go. Nemoj da se približavaš do njega. Туку секогаш држи се за оно што е сигурно. Али радијаллаху анху вели, ако седуваш на некои места, во кои места е сомнително, после немој да ги обвинуваш луѓето, кога ќе те обвинат дека може би си пиел алкохол или си направил нешто. Зошто? Значи, ако се најдеш во такво друштво или во такво место, ќе да има сомнеш, тогаш немој никога да го осудуваш. Бидејќи затоа внимавај каде влегуваш, каде седиш и што правиш. Пегамбер алейхи салату ва селам толку внимавал на сомнежот, бидејќи сомнежот ја уништува верата. Пренесува Енес ибн Малик радијаллаху анху дека Пегамбер саллаллаху алейхи ва селем еден ден одејќи попат, оди попат и наоѓа урма на пат. Една урма на пат. И ја зема, и ја крева да ја стави во уста. И во тој момент вели: "Лаула ахафу аннаха мин садака лаакалтуха." Вика, се плашам од ова урма да не е садака. Што е садака? Наменета за некој сиромав или јетим или довица. А ние фамилијата на Пегамбер алейхи селам, ние не смееме да јадеме садака. И ја фарли. Ја врати назад. Зошто? Сомнеш да не е харам, да не е садака, да не е намената за некој кој има потреба, и ја остави. Иако на пат оставена, падната може би. Али Пегамбер се плаши да не е харам. Една урма. Денеска човекот свесно прави харам. И е свесен за харамот што го прави. Свесен е. Денеска човек нема потреба да опити и да прашува дали ова може или не може. Праша ја душата. Истефти нефсек. Праша на својот нефс, својата душа. Нешто, дали е халал или харам, таа ќе ти каже. Бидејќи таа е создадена чиста. Душата е создадена чиста. И таа веднаш гледаш човек кога ќе украде. И веднаш тој се плаши. Погледни вели Аллах за мунафиците. وَإِنْ يَكُونُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُعٌ مُّسَنَّدٌ. Тие секој пат се во трепер и во страв, се плашат. Зашто немаат завземено позиција. И тоа е сомнежот кој го ража кај човекот. Оно што работи со халал, тој навечер се неби чисто, смирен, не се плаши. А пак оно што работи со харам, тој се плаши. Па почнува да пели и да прави некој работ со тој харам, мислејќи да му се очисти. Пак Суфијан ес-Саури вели, оновите кои стекнува со харам, па после сака да пели во халал, тоа е исто како човек кој ќе извалка неговата облека и после сака со мокрача, со урина, сака да ја мие неговата облека. Таа не се мие. Таа не може да се измие. Затоа, многу опасна е сомнежот. И сомнителноста и во заработка, и во верување, и во однесување. Еднаш Пегамбер саллаллаху алейхи ва селем излезе со неговата жена Сафија радијаллаху анха. Ноќ, тогаш немало сега улични осветлувања. И одејќи Пегамбер попат, кога го сретна двајца асхаби, ноќ, не се гледа. Двајца асхаби попат се разминуваат. И кога помина малце време, Пегамбер алейхи салату ва селам им рече: "Застанете." Тие се плашеа. Што Божи Пегамбере? Рече: "Еј, إن
innaha Safije, zaujeti. Znajte дека ова е жена ми, Сафија, мојата жена Сафија. Субханаллах, ја Расулаллах, рекоа. Славен да Аллах, Божи пегамбер. Зарем во тебе ќе имаме сомнеш? Во тебе, во пегамбер, ќе имаме сомнеш? Рече, вие немате сомнеш. Меđutim, шејтанот ќе дојде. Инне шејтане јеџри мин ибн Адем меđрат дем. Меđutim, шејтанот доаѓа и тој кружи во твоето тело и ти несува шубе. Тој е овој кој ќе ти стави дилема, оној кој фрля лоши мислења. Бидејќи шејтанот секој пат сака да фрли сомнеш во човека. Ја човек клања и туку веднаш ќе дојде шејтан и му заборава. Не знае дали клањал 3 или 4. Тој е шејтан. И затоа пегамбер алейхи селам им објасни на саби дека да знаете дека оваа жена да го трнете секој шубе и сомнеш од вас, бидејќи ова е мојата жена. Абу Бекр радијаллаху анху имаше слуга. И секој ден слугата му носеше по нешто. Некој овоше, некоја храна, нешто. Еден ден му донесе на Абу Бекр нешто млеко и Абу Бекр го пи. Абу Бекр го кладе во уста. Само што кладе една голтка, му рече, ја Абу Бекр, а рече, секој ден ме опитваше од каде го носам ова млеко или храната, од каде носам. Денеска заборави да ме прашаш. Рече, вистина заборавив. Од кај ти е хранава што ми ја донесе? Текехенту фил джахилија. Пред исламот бев глумет мажевсник, гатач, пајач, волшебник, сихрипас. И на луѓето не барем правам овие работи, ја немав појма. И рече, денеска ме сретне една жена која се фатило. Пример, тоа не беше дека тој успеа да направи нешто со сихр, со магија. Меѓутоа, таа денеска ме сретна и ми го даде млеко, ми рече, ова е награда. Ова е возврат, надомест за она што ми си направил во джахилије, во предисламски период. Јас рече, ова е од таа работа. И Абу Бекр радијаллаху анху научи дека тоа е од харам. Значи секој што печели од сихр, од харам, а сихр е магија, е харам, тоа е харам и му плати овој. Тоа е харам. Неуду билла, како што денеска за жал, значи, што за жал, значи некој луѓе харамот сакат да го стават во целофон и да го направат халал. Да го направат по халал. Али харам е харам, не може да биде халал. И Абу Бекр вели пренесувачот, Абу Бекр радијаллаху анху стави прсти сето тоа што го голтна да го поврати и да го изблие и го поврати. И тој му рече, аман Абу Бекр за една голтка. Валлахи рече, да знам и душа ќе ми излезе со таа последна голтка, валлахи ќе го истам. И душа, да знам че ми излезе со таа последна голтка ќе ја истам. Гледате, зошто? Значи, знае Абу Бекр радијаллаху анху дека намазот, постот и ибадетот, верата, целата се заснова на халал. Како? Бидејќи во еден хадис кој има во него слабост, меѓутоа улемата го пренесува во хадиси кога се однесува фи баби таргиб во тархиб за предупредување и за потикнување на добро дело, вели пегамбер селем мен иштара собен, кој ќе купи облека од 10 динари. И од тие 10 динари, 1 динар е харам. 10 динари. 1 динар е харам. Се додека на тебе таа облека, тоа одело, тебе не ти се прима ибадетот. Тебе не ти се прима ибадетот. Не викаме на нас, ибадет, комплетно све. Све што прави за Аллах, не ти се прима. Зошто? Бидејќи на тебе имаш харам. И зато е многу опасно сомнешот. А сомнешот е она што обично шејтанот го наведува на човека на харам и на сомнеш. Ми знаеме Ебу Ханифа рахимахуллах таала, дури Ебу Ханифе 7 години не јадел овсо месо. 7 години. Зошто прашал дека 7 години може овцата да е жива и слично, па ниту купувал од месарница, ниту некој кој ќе му подарил не јадел. Зошто? Бидејќи слушнал дека во негово место има некој кој украл овца. Некој му фалила овца, украдена овца. И Ебу Ханифе се откажал од харам. Се откажал од јадење на месо, иако, Аллаху алем,
дали може да биде во месарница харам. Меѓутоа, сомнежот е опасна работа. Па затоа, вели пегамбер селлем, лен јаблуга муъмин ен јакуна мин ал муттақин. Човекот не може да достигне степен на права вера, на побожност, се додека не го остави она кое не е забрането, ама има сомнеш, за да не падне во сомнеш. Значи некоја не е работа. Човек се пазари и тој знае колку кошта. Меѓутоа пара повеќе. А тој знае дека тој не може да плати. Или му вели, пример, некоја работа дека ова е оригинал од таа фабрика, а таа е од друга фабрика. Само името стои или слично. Тој знае дека го мами. Тогаш тој влегува чисто во харам и во сомнеш. Ама ја че работа, јас сум се пазарил. Пазари се, како цигански работи честно. Не. Исламски пазари се честно, работи честно. Бидејќи ако сакаш да имаш благослов и берекет и во жена, и во деца, и во берекет, во живот, мора да бидеш честен и искрен. Не можеш да постигнеш степен на верник се додека не го оставиш она во кое имаш сомнеш, за да не паднеш во сомнеш. Allah Jalla Jalaluhu во Кур'ан Азимушан во сура Al-Hujurat вели: "Я ајуҳаллазина аману ijtanибу касиран мин адh-dhann." О верници, избегнувајте многу сомнеш. Инна баъда дhanni исм, навистина некој многу мисли се грев, се очигледен грев. Зошто? Бидејќи не се работи со претпоставки и со сомнежи, туку секој пат се држи сигурно. А вели пегамбер селлем: "Ијакум ва дhann, фа инна dhanna акзабул хадис." Чувајте се од сомнеж, чувајте се од претпоставка. Бидејќи претпоставките, сомнежите, тие се акзабул хадис, најголема лага. Најголема лага која шејтанот ја фрна во срцето на верникот. И затоа Мухамед салаллаху таала алейхи ва селлем колку внимавал да не влезе сомнеш еден верник од други, вели пегамбер салаллаху алейхи ва селлем со негова голема мудрост и знање. Вели: "Иза ахдаса ахадукум фи салатихи." Кога вика некој од вас, пример, се случи. Го вели пегамбер алейхи салату ва селам. Да кога некој од вас клањајше во џемат, му дојде да испушти ветер. Се наведнал или слично. فَلْيَخُذْ بِأَنْفِهِ, вели пегамбер селем, нека го фати својот нос и нека излезе надвор. Зошто? За да луѓето помислат дека му потекол крв. Бидејќи не е срам да ти потече крв во намаз. Или си паднал на сеќде, брзо па си се удрил па ти потекол крв. Не е тоа опасно, не е срам. Меѓутоа да испуштиш ветер, тоа е срам. И тоа цел живот ќе се прикажува. Али пегамбер не се види како учи. За да те покрие, за да не се осрамотиш. إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بالأنفه. Кога некому од вас му дојде случајно да испушти ветер во намаз, нека се фати за нос и нека излезе од џамија, нека го обнови абдестот. Зошто? Да луѓето не научат зашто излегу од џамија. Да не научат дека излегу поради ветер, туку да помислат дека е поради крв. Не е ова далавера. Некој ќе помислува далавера. Не е далавера. Ова не е далавера. Бидејќи секој пат човек треба да избегнува она во што се сомнева. Секој пат нека се држи за она што е сигурно. А сигурно што е она на кое кога ти и што ли пегамбер селем, не ли сум ја Расулуллах. О Божи пегамбер, што е грев? А што е себаб? Што е себаб, што е грев? Елисму ма хака фи нефси. Грев е она што стално те гриза во душа. Она што те тишти, имаш пламен во душа, имаш жар во душа. А што е добро дело? Имаш смиреност во душа. Човек кој ќе направи добро дело смирен, човек кој ќе подели е смирен, човек кој ќе помогне е смирен. Но човек кој ќе направи некоја далавера, кој ќе измами, кој ќе украде, кој ќе направи зло, и човекот не е тој мирен. Тој постојано врти глава, тој постојано се плаши. Зошто? Бидејќи неговата душа е чиста. Душата на верникот е чиста. Кога ќе направи грев, одма таа дава аларм, дава сигнал. Ти, што? Не е добро тоа, не чини тоа. Затоа, човекот мора да ги позна овие работи и нема потреба многу да прашува, бидејќи харамот е јасен. Рекол пегамбер,
i halalot je jasen, i na među nekoj sumnitelni raboti. A ti je sumnitelni raboti izbrnuvaj ki. Faman istabra li dinihi wa irdi, koji se čuva od sumnitelni raboti, to se sačuva od haram. To će sačuva i ferata i somnežat. A ako nekomu dođe šetan, su njegovite sumnitelni spletki, zborovi i došepnuvanja, neka reče a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah sačuva me od zloto, naproklonati od šeitan. Wa sajsidna Muhammed wa alihi wa sahbihi ajma'in.